Назад сме во отвореното студио 1, време за анализа на вестите од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Добар ден. Добар ден, Андоновиќ. Стартуваме со она што е најактуелно, богами, деновиве, европските избори. Подолго време се актуелни, да. Да, меѓутоа сега нели е фокусот ставен баш на тоа. Епилогот, ако може, како прашање да го склопам, е генерално голема излезност. Меѓутоа, пат на големите партии, раст на зелените и либералите, но и јакнење можеби на екстремно десни. Можеби јакнење на екстремно десните партии во секој случај. Иако имаше пораст на националистите, проевропскиот блок се уште го задржи мнозинството во Европската Унија, но има големо јакнење на десничарските партии. Тоа и се предупредуваше изминатиот период, ако се земе во предвид каква беше политичката карта на Европа и на европските и на тоа во студио. Ние како и да го предвидовме на некој начин овој епилог, пак кажам, Европската народна партија, десницата и социјалдемократите понатаму се најбројни во Европскиот парламент. Кандидатот на Европската десница Вебер веќе има шанси да го добие мандатот да биде претседател на Европската комисија од кога се ќе заврши, но што видовме? Видовме дека има страшен пад, да кажеме, партијата и политиката на Емануел Макрон, таму победи Жан-Мари Ле Пен. Оној Макрон, особено што се обиде како лидер на Франција и нов лидер во Европа, да наметне не само нешто ново во француската политика, туку и да ја предводи европската политика, па ќе потсетам дека еден од оние заговорници да прекине проширувањето на Европската Унија, што според овие оценки и резултати има страшен пат, дури и повикан од страна на Жан-Мари Ле Пен, на екстремниот десничар од Франција, да го распушти Народното собрание во Франција. Повторно ќе кажам, имаме прилог на таа тема, Борјан Јовановски е во Брисел, еден од најдобрите познавачи на европските состојби. Да го чуеме прилогот, па ќе го прокоментираме. Европските избори и покрај најавите за драматични промени во новата структура на Европскиот парламент завршија добро во однос на иднината на европската конструкција. Накусо проевропските партии од разни бои освоја повеќе од 2/3 од 751 пратеничко место во новиот состав на парламентот. Европската народна партија останува и понатаму прва, социјалистите како досега втори, либералите трети и зелените четврти. Евроскептиците и екстремистите немаат ни 1/4 од седиштата во новиот состав на парламентот. Она што е важно за нас во позитивна смисла е дека победниците на овие избори се поддржувачи на процесот на проширувањето и дека новиот состав на Европскиот парламент нема да се откаже од овој процес. Овој состав на Европскиот парламент на чело на европските институции ќе донесе своји представници кои во секој случај нема да го оспорат проширувањето. Лошата вест е поразот на Макрон во Франција и победата на екстремистите на Ле Пен. Во овие околности не е познато како ќе се однесува сега ранетиот Макрон на јунскиот Европски совет, кога ќе треба да одлучува за нашата иднина околу стартот на преговорите. Сепак, неговиот пораз не значи и автоматски дека во Франција загубија проевропските сили. Макрон заедно со зелените, кои бележат голема победа, и републиканците се уште го имаат убедливо проевропското мнозинство во однос на екстремистите. На темната страна на медалот за нас е и поразот на Ципрас и неговата Сириза, која сега најавува предвремени избори во Грција во јуни, кои ќе се одржат многу скоро. Поразот на Ципрас на изборите значи еден лобист помалку за нашата кауза за старт на преговорите. Шефовите на држави и влади веќе оваа недела, односно на почетокот сега на конкретната линијата, ќе се соберат во Брисел да оценат овие избори, да дискутираат кој ќе застане на чело на европските институции, какви што се Европскиот совет, комисијата и парламентот. Потоа ќе следи самитот на крајот од јуни, кога би требало да се разговара за извештајот на комисијата за напредокот на Македонија и другите земји од Балканот. Според дипломатски извори за Македонија не би требало да има проблем, особено поради потребата од валоризација на преспанскиот договор.
Европската комисија во среда ќе го објави новиот извештај и како што дознаваме во него нема дилеми околу препораката за старт на преговори. Сепак, како точно ќе се одвива процедурата останува да се види. Според нашите информации, најверојатно Европскиот совет во јуни ќе даде политички сигнал за старт на преговори со тоа што ќе побара од Европската комисија да утврди рамка за овој процес, а подоцна на есен врз база на таа рамка да се утврди и точниот датум за стартот на преговорите. Во секој случај Европската унија останува на своите базични вредности исправена пред многу предизвици, а еден од нив е и процесот на проширувањето. Западниот Балкан е последниот залак на овој процес и тоа ќе биде еден од тестовите водство на Европа околу тоа. Го споменавме Макрон и ситуацијата во Франција. Исто така на големо се пишува и анализира, меѓутоа и де факто може нели да се заклучи дека европските избори ја разниша и владата на Меркел. И таму победија зелените, ја разнишуваат. Меркел ми се чини дека како што и истекува мандатот, така се повеќе и повеќе прима удари. Како резултат, ако според некоја слободна проценка Макрон овие 2 години не успеа ништо да направи и се соочува со последицата на своите избрзани политички размислувања, Макрон, Меркел очигледно и овој изборен би рекол, ајде неуспех, не можам така да го кажам, но овој пад во незината политика се должи на долгогодишните јаки политики кои ги водеше пред се мигрантски, што очигледно не им се допаѓаат на германците. И ми се чини дека сите овие партии, многу изненадувачки европските избори, иако ги очекувавме овие резултати, сепак мораме да нотираме и да кажеме, не знам колегата Јовановски дали во прилогот тоа го кажа, но јас малце гледајќи ги кој све победил по државите, само ми укажува дека можеби екстремната десница сега има некаков успех мал и нема доминација. Европската народна партија и социјалдемократите се најсилни и либералите се трети, но ми се чини дека за некои други избори, доколку продолжи оваквиот начин на водење на политика и околностите во светот, зборам, глобално екстремната десница може многу да отиде напред. Еве да ќе направиме една мала паралела покрај тоа што Лепен го победи Макрон, покрај тоа што очекувано во Унгарија Виктор Орбан ја одведе победата, во Италија исто така Салвини огромен успех. Сакам само да кажам 2-3 работи, тоа е тројца каталонски сепаратисти влегоа во парламентот, во Европскиот парламент. Едниот од нив е Карлос Пучдемон, човекот кој се обидуваше Каталонија да ја отцепи од Шпанија, не успеа и е во екзил. Значи имаме тројца каталонски сепаратисти кои се сега пратеници. Исто така интересно е она околу Брекзитот, ако го земеме сума сумарум, евроскептичната партија, односно партијата за Брекзит, предводена од Најджел Фараж, исто така освои добар резултат наспроти конзервативците и овие лабористи кои на Корбин, на Джереми Корбин, кои се сметаат дека доколку дојде до воредни парламентарни избори во Британија ќе видат идните носители на британската влада, еве на европските избори не направија ништо. Во Германија победуваа зелените, велам имаат напредок, но која уште држава не ја земавме, ајде ќе ја земеме и Австрија, која нели како резултат на онаа екстремна, на оној инцидентот пред недела дена се тресе сега и владата на Курц, кој иако е на некој начин десно, сепак не е доволно десно очигледно за да опстане на власт. Тој можеби ќе куртули од паѓање, меѓутоа тоа се само на некој начин сигнали, индикации дека има нова Европа и дека Европа очигледно се менува полека и самиот Салвини, лидерот на италијанските десничари, изјави дека ова е нов чекор на Европа и ова е на некој начин нова Европа. Дејан, судејќи според резултатите, меѓутоа и според извештајот на Боријан Јовановски, добро е за Македонија, но и за другите земји кои што чекаат пред вратата на Европската унија е дека власта повторно во рацете на оние земји кои што и партии кои што прокламираат проширување на Европската унија, за разлика од евроскептичните партии кои што очекуваа малку подобар резултат, меѓутоа не успеа да го остварат. Значи имаме екстремно разгледување на работите. Од една страна онаа политика која предводеше Макрон, ќе повторам, која се противи на проширување на Европска унија, односно сака да се стопира малку проширувањето на Европската унија, доживеа на некој начин неуспех. Но имаме повторно ќе кажам раст на екстремната десница. Тоа е оној дел од десницата која не гледа исто како Европската народна партија, која утре треба
у наредниот период најверојатно да ја направи новата Европска комисија, но ова само укажува на индикации дека Европа нешто се менува во Европа и во политиката како резултат на глобалните случувања и веројатно за 4-5 години може да дочекаме и екстремните десничари да имаат најголема доверба, ако ја имаат најголемата доверба, тоа ќе биде проблем. А целиот овој успех, само сакам да подсетам дека голема поддршка имаше од американскиот претседател Доналд Трамп. Ќе подсетам дека и Салвини и Виктор Орбан беа кај Доналд Трамп и си разменија едни епитети меѓу себе дека одлично ја водат политиката, пред све базирана на антимигрантската политика, но и на некои други работи. Сепак европјаните очигледно не сакаат толку отворена Европа, па така да од една страна сакаат проширување, но од друга страна очигледно сакаат Европа да си остане Европа. Антоновиќ, како заокружување на оваа тема, дали можеби сега вака како што стојат работите и се резултатите веќе очигледни, она традиционална, ако може да се каже, односно традиционален лев и десен центар што веќе долги години наназад беше поставен нели на ниво во Европскиот парламент, дали сега може на ваков начин да се закомплицираат и да се усложнат процесите на носење одлуки во Европската унија, или не се очекува некои драстични и драматични промени во овој однос? Зависи како ќе се движат глобалните случувања. Повторно ќе кажам, Европа е најстариот континент и од тука трга се, меѓутоа ние знаеме кој е денеска главен. Имаме три светски суперсили, пред се Соединетите Американски држави, Русија, но и Кина. Веројатно парите, нивната националност, значи Европа е мултинационална, но Кина, Русија и Америка, односно Соединетите Американски држави, се на некој начин еднонационални, зборувам како држава, значи полесно донесуваат одлуки, поголем е патриотизмот, не се гради патриотизам како во Европа, ние сме европјани, сепак французот е француз, германецот е германец, во Соединетите Американски држави сите се американци. Зошто го велам ова? Многу лесно е од десницата, тие што се десно од центарот, да се отцепи парче на екстремна десница, од левицата парче од екстремна левица. Затоа велам, ќе видиме како ќе се движат случувањата, а све зависи од парите и од тие војни што се случуваат, но еве веќе реакцијата од Русија, можеби таа не е официјална се уште, но руските медиуми веќе велат дека проевропските центристички партии се дистанцира од обичните луѓе и оттаму е ова последицата, бидејќи е направен голем јаз меѓу богатите и сиромашните, меѓу дојденците и автохтониото население, така да луѓето полека се бунат во Европа и сакаат поинаква веројатно Европска унија се уште. Но овие десничарски, екстремни десничарски партии можат и како да направат поголема промена на курсот на Европа. Дејан, не минува ден, а во овој термин на отвореното студио 1 да не го споменеме председателот на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп. Тој е во посета на Јапонија. Со Шинзо Абе имале средба, станало збор за повеќе работи, меѓу кои за односите на САД и Иран, меѓутоа и за тоа дека САД и Јапонија ќе вложат заеднички напори да испратат заедничка мисија на Марс и на месечина. Да, па токму тоа и го зборувавме пред влезот во студиото, додека Европската унија гледа дали ќе оди лево или десно и бира нова администрација. Трамп веќе не размислува за овоземските работи, туку размислува дека е време да се оди на Марс. Да се истражува Вселената. Да се истражува Вселената и дека тоа е едно од најголемите војни прашања за иднината на Соединетите Американски држави, како што самиот кажа. Но Трамп не е случајно во Јапонија. Мораме да подсетиме дека Јапонија е традиционален сојузник во тој дел од светот на Соединетите Американски држави. Традиционален сојузник, ќе кажам малку иронично, по 1945 година, кога официјално ја порази во Втората светска војна. Јапонија обично се користи во американската политика да и пречи на Кина. Кина се повеќе нели растачка и технолошки, воено и финансиски, а Јапонија некако опаѓа пред се воено поради Втората светска војна, каде што имаше забрана од страна на меѓународната заедница да ја јакне својата армија, но оно што е интересно и според мене вест број 1 во Трамповата посета е потпишувањето на договорите да
за засилување на јапонската морнарица, значи воени бродови, ми се чини еден носач на авиони, многу оружје и многу воена опрема, што само укажува дека Соединетите Американски држави овака, кога ќе прочитаме малку по медиумиве и по анализиве, очигледно сакат малку да ја зајакнат јапонската воена моќ, не за друго да и пркоси на Кина во тој дел на светот, во Јужното Кинеско море, каде ние што ги следиме состојбите, знаеме дека подолго време Јапонија и Кина имаат спор околу тамошните нафтени платформи, значи нафта е упрашање, но Јапонија исто така им треба и за Северна Кореја и за тој дел од свет, па можеби Трамп со својата политика, велам можеби, сака Јапонија сепак да ја врати на воената карта во светот, за да може да ја користи, еве чисто да ги дисциплинира некои од државите кои се во близина, а не одат под диктатот на Вашингтон. Имаме и прилог на темава, тука ќе направиме кратка пауза да го погледнеме, па се враќаме повторно со анализата. Американскиот претседател Доналд Трамп оцени дека САД и Северна Кореја имаат взаемно големо почитување и покрај застојот во преговорите за нуклеарната програма. Трамп се наоѓа во посета на Токио како дел од дипломатската офанзива на Шинзо Абе против протекционистичките мерки кои САД ги воведува кон други земји. Американскиот претседател е незадоволен од големиот јапонски трговски суфицит и разгледува воведување повисоки царини на јапонскиот извоз на автомобили, доколку не би да постигнат билатерален трговски договор. Трамп беше свечено пречекан во царската палата во Токио од новиот јапонски цар Нарухито, со што стана првиот светски лидер кој се сретнал со царот кој на престолот се наоѓа од 1 мај. Антоновиќ, меѓутоа можеше да се види изјава на средбата помеѓу Трамп и Абе дека пак од друга страна на Трамп не му пречела ракетите од Северна Кореја, барем така му кажал, од Северна Кореја и сега да официјална изјава и дека ги гледал тестовите како обид за Ким Џонг Ун на привлекување на внимание. Да, тоа е интересна изјава, ако се земе во предвид дека сите овие децении Северна Кореја кога ги правеше нуклеарните или ракетните проби беа оценети во политиката како обид да привлече внимание, да покаже и ние имаме ракети, дај седнете со нас преговарате. Изјавата на Трамп е малце како иронична би рекол, ако се земе во предвид дека нивните 20 средби пропадна изминатите 3 месеци, од тогаш ни збор од страна на Трамп за Северна Кореја, Ким Џонг Ун повторно почна да ги прави тие ракетни тестови, не знаеме дали се нуклеарни, но тој овака лесно изјавува дека веќе Северна Кореја не ја смета за некаква опасност, дека си гаѓаат они колку што се гаѓаат, ние ќе ги наблюдуваме и тоа е тоа, но неговата помирувачка изјава, од друга страна американските медиуми вадат еден друг контекст, а тоа е дека неговиот советник за национална безбедност Џон Болтон се обидува да го натера Трамп да изведе таму воени напади врз Северна Кореја со цел да ја дисциплинира тамошниот комунистички режим и на некој начин да дојде до обединување на Северна и Јужна Кореја, што за сега Трамп барем јавно дипломатски одбива да го коментира. Но јас ќе се вратам повторно на претходната изјава, анализа очигледно Соединетите Американски држави планираат Јапонија да искористат како еден би рекол природен носач на авиони нивниот остров, од таму нивната армија да ја засилат, да има повеќе оружје, повеќе морнарица и преку Јапонија да ги менаџираат, бидејќи Соединетите Американски држави не можат секаде во светот да стигнат со своите спроведувањето на својата милитарна политика. Дејан, интересно и тоа што се споменува дека Токио ќе посредува меѓу САД и Иран. Знаеме дека тензиите се големи меѓу Техеран и Вашингтон, па можно ли овој начин да даде некаков резултат на крајот на криштата? Па Јапонија треба да оди да посредува. Една од неофицијалните причини е Шинзо Абе да отиде да се обиде да го убеди режимот во Техеран да попушти со некои политики, а за возврат на тоа онаа кинеска нафта, онаа нафта што ја продаваат на кинезите, како е земја која најмногу купува нафта и земен газ од Иран, да ја преземе Јапонија и така да се тргне влијанието на Кина. Повторно ќе кажам, Трамп игра на неколку страни. Ако успее да го доброволи Техеран да купува од Јапонија
нафта на некој начин ќе направи удар на Кина економски. Така да се обидува преку Јапонија, според мене, според ова што можам да го видам, полека јапонците да влезат во таа некоја битка и надпреварување со кинезите, бидејќи Соединетите Американски држави се покажа дека не можат на сите места да играат во исто време. Значи јапонците некако ги враќаат во игра, тие треба во Техеран да отидат и да се обидат, нели, ајде посредство, вие ќе купувате од нас нафта, а вие па попуштите околу некои пред се работи за нуклеарниот отпад кој е складиран во неколку ирански реактори кои американците го бараат да биде испорачан во Соединетите Американски држави. Дејан, ти благодариме. Така. Ти благодариме за гостувањето. Благодариме вас. Јас и Антонија тука се одјавуваме. Останете со нас, за кратко следуваат вестите на 1 ТВ. Се гледаме во 17 часот.